Екипата на Hype Македонија присуствуваше на долго очекуваното продолжение на култниот филм Дјаволот носи Прада 2. По години пауза, приказната за модниот свет, амбицијата и високите стандарди повторно оживува со нова доза драма, стил и интриги. На самиот настан беше забележан и Бојан Јовановски, Боки 13, кој привлече внимание со својот впечатлив и елегантен стил, инспириран од модниот дух на филмот. Неговото појавување не остана незабележано и беше еден од најкоментираните моменти на вечерта. Боки, вашиот стил вечерва е феноменален. Вие сте познат по впечатливиот стил. Дали вечерва има инспирација од светот на Дјаволот носи Прада? Па, сходно на темата на филмот, така и сметав дека треба да биде визуелниот идентитет. Во таа смисла вечерва некако обележи црвена торба и одбрав црвен пикотин и се останато е малку една висока модна алтернатива која што не ја препорачувам на секого, али препорачувам на оние кои што имаат добар вкус и добар стил. Колку модата за вас е израз на личност, а колку провокација? Дефинитивно израз на личност, а провокација за сељаци за мене е израз на личност. Дали некогаш сте се чувствувале како Миранда Присли во реалниот живот? Јас сум Миранда Присли пред Миранда Присли, така да Мерил Стрип е фантастична во изведбата, едва чекам да го погледнам филмот и сметам дека целиот овој филм и целата ова приказна некаде е за сите влюбени во модата. Па во таа смисла мислам дека сум на право место и у право време. Филмот зборува за моќни луѓе во медиумите. Како вие гледате на моќта денеска? Па моќта е релативна работа. Колку што знае да биде добра и колку што знае да биде да прија и да годи, толку знае да те донесе до пропаст. Така да моќта, доколку не знаеш да ја контролираш и употребуваш за вистински цели, ќе те изеде. Дали јавноста има погрешна слика за вас и што би променила? Не ме интересира каква слика има јавност. Јас се знам кој сум. Колку е тешко да се задржи автентичноста кога си постојано под лупа? Па ако автентичност имаш природно, таа се надоградува и се гради, а сега што се однесува до стандардите кои ќе ги поставиш, ако се високи, тие тешко се одржуваат. Ако треба да изберете да бидете сакан или да бидете влијателен, што би одбрале? Па јас сум и сакан и сум влијателен, немам што да бирам, тоа веќе ми е одбрано од дарот од Бога. Дали би прифатиле улога во ваков филм доколку ви се понуди? Би работел на ваква тематика, се во која улога не знам, али секако дека ми е инспиративно. Го донесов денеска, донесов светски лук во Скопје. Некако сметам дека баре тренд на секаде во светот кога се оди на ваков настан се појавуваат соодветно стилизирани личности. Овдека видов горе-доле стилизирани во духот на Дјаволот носи Прада, али благодарение, колку и да звучи ова претенциозно, благодарение на мене денеска Скопје личи на светска метропола. Вие сте денеска обличен стварно како светска метропола, но сакам да ве прашам според вашето мислење. Како е за другите луѓе што се вечер? Како се другите луѓе облечени според вас? Горе-доле окей. Со вас денеска и Давор. Еве го несвет. Колку модата за вас е израз на личност, а колку провокација? Ева да започнеме со исто. Па јас не провоцирам никако, мислам јас се облекувам нормално според мене, мислам сега у модата мислам дека нема нормално и ненормално според мене, ама мораме да кажеме дека се е стилизирано онака како треба да изгледа еден кул урбан машки лик, сериозно. Кажи ми, дали Боки се грижи за твојот стил вечер? па генерално од како почнавме да работиме со него доста ме советува како да се облекувам, ми помага. Па се гледа разлика, иначе изгледаше како Шабан, а сега изгледа малку... Што му фали на Шабан? Не како Шабан пејачот покоен, туку како Шабан името, како синоним за шабански. Изгледаше така, се изгледа топ дела топ.
Се гледа разлика. Порано постоеле патики, шабанки, после муабетов да постоја, уште ги купев сигурно. Што според тебе го прави овој филм толку култен? Па нема појма кога прашиш. Па нема. Мислам, Имаш гледано првиот дел од Ѓаволот носи прада? нормално дека го имам гледано, значи јас многу сакам да гледам филмови. Култен го прави тоа што е доста специфичен вака како филм. И самото име на филмот е доста Култна специфично. е причата, така да- култна е тематиката и секогаш ќе биде инспиративна. Поготово за луѓе што се бават со јавна работа. Добро, се поставувам прашање да те прашам, филмот збори за успех и жртви. Дали некогаш ти си се соочил со слични предизвици во твојата кариера? Бидејќи веќе на почетокот на твојата кариера. Па генерално за да направиш кариера тука треба да направиш дошта жртви. Се бара жртва уствари, не само музичка или филмска кариера. Све си бара своја жртва, така да мислам дека за да успееш на било кое поле треба да направиш доста жртви и доста себе одрекување на... Дали мислиш дека самиот стил, самиот изглед, тоа како се носиш допринесува до тоа да станеш поактуелен и погледан? Допринесува до тоа како луѓето ќе гледаат на тебе, тоа сигурно. Фала ти премногу. Фала и на вас. Уживајте во филмот. Здраво, најпрво да ти кажам дека денеска си прекрасно облечена. Кажи ми, дали се инспирираш од Ѓаволот носи прада? Секако, ти благодарам прво за комплиментот. Омилен филм ми е, сум го гледала као, не знам, мислам 10 години дека има прв пат кога го гледав, така да дефинитивно се инспирирав, да. Какви се вашите очекувања од продолжението на Ѓаволот носи прада? Очекувам некој помодерен пресврт, искрено. Едва и чекам да влезам и да го гледам филмот. Како, дали сте вие фан на оригиналниот филм и кој глумец ви е омилен? Фан сум највеќе на Мерил Стрип, нормално. Миранда е the best. Колку модата е важна за вашата професија и секојдневие? Важна е и во секојдневието мое, и за вакви евенти. Обожавам нормално секогаш да ги пратам и трендовите и да изгледам тип-топ. Како за крај би сакала да те прашам, кој е вашиот моден must have? Види, немам некој must have искрено и не се договарам предходно што како ќе носам и ова го смислив све пред да излезам. Вајде и таа спонтана и на брзинка реакција пред плакарот ми прави да ги извадам сите тие must have things. Така да те прашам уште едно прашање многу кратко. Дали е црвена твојата омилена боја, бидејќи те гледаме денес имаш црвена ташна, црвен кармин? Да, црвена ми е една од поомилените бои, сакам многу бои, порано бев во црно-бело сега повеќе сакам бои, кафено исто и ти преубаво изгледаш. Ти премногу. Ама да, денеска мораше нешто црвено, инако имам интересен детаљ, Миранда ми е на чорапите моментално. Фала ти премногу. Фала ви на вас и уживајте у филмот. Добро вечер, морам првен да ве пофалам, многу сте убави, сите три облечени. Кажете ми, од каде се инспириравте, дали од филмот? Да, се разбира од филмот. Мојот изглед е инспириран од Андреја од филмот. Исто и ми... Па да, би рекла исто и пробавме некако да се вклопиме, да одговараме сите една со друга. Да, јас нешто од филмот, нешто од денешната мода. Така. Кажете ми, какви се вашите очекувања од продолжението на Ѓаволот носи прада 2? Искрено очекувам повторно да го има истиот вајб, да е како да кажам, со новите трендови, да е во тик со трендовите и така. Дали вие ја следите модата? Па се трудам, да, мислам, и светската, но и нашата тука морам да признам дека и на домашна сцена имаме доста добри дизајнери, што сега имавме прилика нели да ги гледаме и на двата фешн викенда, така да мислам дека и локално може да се пофалиме со модата. Дали некогаш сте имале Миранда Присли во вашиот живот? Да, се разбира. Да. Дали некој може би од вас е Миранда Присли? Не знам. Се надевам не. Со кој лик од филмот најмногу се идентификувате? Јас би рекла можеби со Емили. Да, со Емили. Со Енди. Да, некоја златна средина помеѓу Андреја и Емили. Фала ви премногу. Фала ви на вас.